Добар ден, почитувани гледачи. Денес на 27-та седница на Советот на општина Охрид, Ристо Николевски беше и официјално назначен за дел од овој совет, значи новиот советник од редовите на СДСМ и коалицијата. Токму тоа е причина и повод за неговото гостување во емисијата Под лупа. Господин Николевски, добре дојдовте во оваа емисија, ви го честитам мандатот. И еве, денес малку бурен ден, но сепак се одзвавте на мојата покана да учествувате во ова емисија, нормално заради транспарентноста пред јавноста, која што ќе застапувате во Советот на општина Охрид. Така, добре ве најдов, добар ден, почитувани гледачи. Токму денес, на 27-та седница, јас како следен советник на листата, советничката листа од коалицијата Социјалдемократски сојуз на Македонија, бев назначен како нов член на општинскиот совет. Ристо Николевски го знаат оние кои што учеле или учат во гимназијата Свети Климент Охридски. Вие сте професор по историја и можам да речам еден од поомилените, барем така кажуваат учениците. Но Ристо Николевски за прв пат во јавноста, во пошироката барем јавност, го видовме и слушнавме за време на така наречената шарена револуција, кога се на некој начин се крена народната маса за да се смени еден режим и вие бевте како предводник на она што беше некоја критична маса во Охрид. Од кога датираат вашите политички амбиции и што беше она што беше иницијална каписла за тогаш да се вклучите во овие протести и потоа и во политичкото живење на градов? Тоа мислам дека и самото по себе природно си доаѓа. Човек кој веќе 10 години имам работно искуство како професор по историја во Охридската гимназија. Самото по себе доаѓа и твојата општествена одговорност да ја прикажиш во јавноста. Посебно во случаи кога, и самите вие го нарековте како еден така наречен режим на претходната власт на владењето на Никола Груевски и сите банални работи кои се правеа во однос и на реформите кои требаа да го подобрат образовниот процес, а само го затрупуваа, односно го кочеа неговиот развој и нормално инволвиран во образование, се вклучив во таа шарена револуција се со цел да придонесам за општествениот развој, односно за самото образование. Започнавме, нели тоа беше некаде од 2015-2016 година, започнаа движењата низ цела Македонија, патувавме и во Скопје одевме, имаше неколку протести. Бев член на тој еден наставнички пленум или еден од организаторите и формирачите на наставничкиот пленум. Нели имавме и говори и протести пред самото Министерство за образование, па потоа имавме и еден протест пред влада и тука се пренесе на протестирам движењето што беше, започна во Охрид, нели јас како лидер или оној кој ја ги информираше медиумите за случувањата и тековите на тоа движење протестирам. Дали пред тоа сте имале некакви политички амбиции или ангажмани или некаква политичка определба или ова беше тој критичен момент од кога се вклучивте? Претходно немав политички амбиции, ви кажав, бев вложен во работата која си ја работев и си ја сакам премногу, бидејќи како што доаѓаат нови ученици и учите од нив, покрај тие што учат од вас и тие и ние учиме од учениците, што значи постојано се надоградуваме. Немав никаква политичка позадина, синдикална имав, да. Бев член на синдикатот во гимназијата, односно заменик председател бев, сега сум и председател на синдикалната организација во гимназијата. Започнавме со еден протест кој го организираше Нели Сонг, Синдикатот за образование, наука и култура, но и на кој бевме за жал и текако изиграни, бидејќи пред да се започне со големиот протест кој требаше се одржи, барем како што се сеќавам, во среда, во вторникот вечерта, во 11 ноќта го прекинаа штрајкот. И од тога се случи кај мене револт, посебно кај синдикалната маса, онаја која треба да биде третата
балансот на политичките Коректорот на елити, некој или начин, коректорот на политичките елити, она што го прават, да не му дозволуваат. И тога се вклучив максимално да се потрудам да променам и дури ја прочитав и историјатот како започнува и синдикалните движења во Македонија, односно во некогашна кралевина Југославија, па во социјалистичка федеративна Југославија, како стигнуваат, постојано имале проблеми со таа крупна буржуазија која ги обструира синдикалните движења и не дозволува да се развијат вистински онака како што треба. Најдовте сличности сега во 21 век? Да, потполно исто, и тогаш има една изјава од еден наставник од организаторите на самото синдикално движење кој вика, ми е срам дури да кажам дека ова беше синдикат или обид за формирање на синдикат, така да и така сметам до ден денес дека СОНК не е репрезент на наставниот кадар во Македонија. Сега, како се најдовте на листата на СДСМ и коалицијата, на советничката листа, на 12-тото место? Во тој момент не можеше да се предпостави дека можете да бидете и дел од Советот, иако колку мислам 10 или 11 советници влегоа. 11 советници, да. Од прилика некои 70 гласови. Значи што е една добра бројка. Да, 70 гласови беа за да не влезам и јас. Многу мала беше разликата за влез во Советот. Како влегов на листата, влегов во соработка со тогашниот кандидат, професорот Јован Стојановски, кој ме побара самиот да соработуваме како лице инволвирано во политиката. Имавме прекрасна соработка и се случи тоа што се случи. Дојде Константин како негов заменик, или беше заменик, дури беше Јован градоначалник, па потоа стана веде градоначалник. Во тој момент, доколку знаете дека е неспојива функцијата градоначалник со советник, а во периодов на дури се случија изборите, имаше еден простор кој немаше доволно советници. Со 22 советници функционираше собранието. Па, бидејќи е неспојива функцијата по закон се коси, градоначалник да биде и советник. Денеска првата точка беше одземање на мандатот на градоначалникот од Советот и му е назначување како нов член во советничката група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Со колку гласови бевте избран? Со 20, ако не се лажам, не ме изгласа и опозицијата. Сите присутни, да. Тоа е добро да се знае, затоа што реков, вие сте таму гласот на народот, ги застапувате интересите на народот и на крајот на краиштата Советот треба да го сватиме како едно тело кое што работи за доброто на градот и на граѓаните, иако е политичко тело, но сепак пред се треба да се земат интересите на Охрид и на граѓаните во овој наш град. Рековте, значи, така, тоа беше некој сплет на околности кој што се случи, да станете вие дел од Советот, но вие бевте за време на изборната кампања и да не речам десна рака на сегашниот градоначалник Константин Ѓоргиевски. Вие бевте лицето за односи со јавност, многу важна улога, затоа што се она што треба да допре до јавноста, да се направи еден линк помеѓу активностите на градоначалникот и јавноста, информирањето на јавноста одеше преку вас. Како течеше таа соработка и дали уште тогаш се виде како може да се функционира како еден тим, значи вие така исто како што кажав претходно, иако јас сум директно инволвиран и изборите беа директно како еден дел, бидејќи сум следен на листа, логично е да бидам директно инволвиран, но не беше таа директната и првата причина зошто ја започнав. Но и не мораше, така. Зошто ја започнувам соработката со Константин, можеше некој друг да биде. Исто како професорот Јован и градоначалникот
Сегашен ме побара на соработка и ми ја довери таа функција да бидам во изборниот штаб како лице одговорно за односи со јавност. Ја изработивме програмата, односно ја продолжуваме програмата, бидејќи ова е продолжение на она што го понуди професорот Јован како програма на граѓаните. Константин треба да ја дореализира програмата која ја ветивме пред граѓаните. Да, мислам дека бевме транспарентни и на крајот ви се заблагодаривме доколку имавме одредени грешки во однос на информирањето и она што се случува со изборната програма. Какво искуство ви беше водењето на кампањата и колку тоа ќе ви помогне еве сега во вашите советнички денови? Па, бидејќи не бев член на советот, тоест сега станувам член, можев само да од медиуми, она што се случува или информирањето преку општинската веб страна за јавноста, да видам што се случува и кои одлуки се носат на седниците. Го имаме деловникот, го има нели онлайн, можеш достапно е да го видиш како законот за локална самоуправа, статутот на општината. Така се запознав со функционирањето на советот и нормално блискоста и соработката со него, како и да ја учиш она што се случувало, ти ги кажува како потезите, бидејќи ги превземам и комисиите кои досега тој ги водеше, односно беше член во тие комисии. Тоа е за... Во која комисија ке сте за комунални дејности? Комунални дејности и финансии и буџет. Тоа ми доаѓа како под дефолт на она што го имаше претходно Константин како советник. Сега, бидејќи Константин беше координатор на советничката група, сега веќе градоначалник, дали тоа значи дека можеби вие ќе бидете идниот координатор на ова советничка група или веќе е назначен официјално друг? Во овој период дури беше веде градоначалник, како координатор на советничката група е Мишел Силјановски, за што ќе се случува и како ќе функционира понатаму, немам информации. Така да ќе оставиме да продолжи времето и одлуките кои ќе се носат од страна на градоначалникот. Инаку и во претходните состави на Советот на општина Охрид, а и во сегашниот состав имало професори. Значи некако професијата, да, или доктори сте или професори. Вака гледајќи, анализирајќи структурата на Советот. Зошто е тоа така? Имате ли некакво логично објаснување? Дали може би од тоа што директно сте поврзани со младината? За себе би зборувал, ви кажав што треба да се случува во како се активирав јас, како за она што го знаам јас да го правам, како да помогнам на општеството или пошироките маси. И логично е јас најповеќе да придонесувам во Советот во однос на образованието. Образованието знаете дека под чива управа е, односно локалната самоуправа може да влијае само во техничкиот дел, односно само во инфраструктурата, но и тоа е како потребно. Нормално, ако сакаме едно модерно образование, интерактивна настава со нагледни средства, тоа може да го направи општината, но сепак, ја знаете, состојбата во образованието и образовните простори какви се не само во Охрид, и во цела Македонија, верувам дека ќе започнеме од оние примарни услови кои треба да се направат, да не ги прескокнуваме работите како претходно што ги правеа годините наназад, само за популизам, добивање ситни политички поени, да се прават одредени инфраструктурни зафати, а да немаат суштинска промена. Се уште имаме азбестни кровови, тоа е првата цел и примарна цел која треба да се направи, да се променат тие кровови. Па потоа санитарните јазди, знаете, и дограмата на училиштата е поднаитно, треба да се промени. Тоа се како примарни услови за кои треба ние да почнеме да функционираме, за после да можеме да стигнеме до оние потребни нагледни средства кои ги имат во
развиените западноевропски земји. Сега, кога го споменавте образованието, тоа беше впрочем и тема која што неизбежно ќе ја обработевме во Лупа и ќе ја дискутиравме. Уште покојниот градоначалник Јован Стојановски најави дека 2019 ќе биде година на инвестиции во образованието во Охрид, односно во објектите каде што се врши образовниот процес во Охрид. Таа заложба ја продолжува и градоначалникот Константин Георгиевски, а вие еве како советник и сите други советници секако, но вие бидејќи однатре ги знаете работите и се она што е секако фалинки во образовниот процес, но и во, еве конкретно вие работите во гимназијата, што се таму недостасува, што може да се подобри, дали може нешто да се издействува од буџетот на општината. Значи, ќе имате директна можност да давате иницијативи, да дискутирате и да опонирате доколку има потреба за тоа. Очекуваме дискусии од ваша страна во секој случај. Да не сте од оние советници кои што само ќе го поминат мандатот седејќи во столчето и кревајки рака за или како против. Власт кај нас доаѓа под дефолт си крева само за, немаш никаква дискусија. Но да се вратиме на тоа за 2019 дека е година на образованието според програмата на професорот Јован Стојановски. Поради изборниот процес, малце тој дел се успори, бидејќи знаете во образование кога може да реновирате. Не можете уз цела година. Овие 3 месеци кои доаѓаат се клучните на кои може да се работи во образование кога нема ученици. Така да ќе има проекти, ви кажав дека ќе се реализираат оние клучни или примарни инфраструктурни зафади кои се потребни. Денеска имавме една точка за промена на кровот и дограмата на училиштето Христо Узунов, што значи започнува со работа во образование, се гради спортска сала, во Свети Наум Охридски, во електромашинскиот центар. Исто ќе се променува во гимназијата, еве, како директно инволвиран нели во гимназија, тука имаме проблем со кровот, кој не беше од самата изработка, од самиот почеток, куполите горе протекуваат или прокиснуваат и прават проблем на целата зграда. За да правиме за други работи и други зафати да се прават, прво е логично да го направиш и да се санира кровот. Во оние училишта каде што има реков азбестни кровови, се променуваат сите тие кровови, ќе се променува, ми се чини, и дограмата во музичкото училиште и така натаму. Денес беше првата ваша седница и како ја доживеавте? Имаше 40 и колку точки беше така обемна? 45 точки, плюс една точка од координаторот на советничката група на ВМРО-ДПМН предложено за шинтерската служба, 46 точки. Прв пат сум на советот. Треба прво да ги искусам комисиите, како функционираат комисиите, бидејќи таму се дискутира, таму се носат одредени одлуки. Всушност таму е изготвувањето на оно што подоцна ние го гласаме, заедно нормално во тие комисии се и секторите во луѓето одговорни во секторите во општината и тие членуваат, не членуваат, функционираат таму. И нормално треба тоа прво да го искусам, да видам тоа како функционира, за да можам повеќе да се вклучам и во дебата и да бидам попродуктивен на самите седници. Денеска бев прв пат, ги добивам материјалите една недела, но веќе тие се изготвени, немам никакво влијание врз нив и затоа помина некако и брзо беше самата седница, поминавме многу брзо тие 45 точки. Беа за првиот квартал, за функционирањето на јавните предпријатија, измени и дополнување за поставување на урбана опрема, од прилика тие беа. Каква енергија почувствувавте? Значи, тоа вака веднаш се гледа од
прво да речам, првиот печаток. Никогаш нема енергија, столпан за прв печаток, да. Енергија очекувана. Очекувано во смисол опозицијата ќе напаѓа по секоја цена. И така нормално таа си добива политички поени. Имаме ли здрава опозиција според вас еве во Советот на општина Охрид? Затоа што многу е важна работата на опозицијата од она како работи опозицијата. Природно е да кажам дека имаме добра опозиција и сметам дека имаме добра опозиција. Ги почитувам луѓето, сега не ги знам сите и како луѓе одредени ги знам, но не ги знам професионално како ми она слика што видовте денес, таа слика ќе биде можеби до крајот на вашиот мандат. Значи, многу нема да се менат работите. Тие што дискутираат денес на говорницата, ќе дискутираат и после 10, после 10 одржани седници од вашиот денешен мандат, а оние што не дискутираат, не дискутираат воопшто. Но дали има и продуктивност, треба да се знае и на тоа. Да не е само дискусија која без поента, без суштина, само да се каже нештото или знаете, само негативните работи ги кажуваш и тука сме такви дека сите знаеме да ги најдеме проблемите, а многу малце се луѓето кои кажуваат решенија за одредени проблеми. Тука сме повеќе да ги сондираме проблемите, тоа е во самиот старт го правиш нештото и потоа ги пронаоѓаш решенијата. Без решенија да понудиш, целта на твоето излагање, јас сметам дека е безцелно. Бидејќи кажуваш проблемов, кажи го и твоето мислење за решението, а не да се кажи овај проблем го имаме и сега немаме решение. И то проблем кој што се провлекува години наназад, можеби десетина, па фатило мандати на повеќе градоначалници и на повеќе состави на совет. Но како опозиција и политичката култура наша така се сведува, така функционираме, но се надевам дека овие генерации на политичари дека ќе променат и ќе работиме за доброто на Охрид. Можеби и ова клише, јас сега што го кажувам како дел од како фраза, ама ако се мисли, ако се реализира, ќе работиме за доброто на Охрид, вистински искрено, ќе работиме и јас и во самиот дел на дури беше во кампањата, дури бевме во пресовите кои ги имав, ги повикав сите релевантни фактори, односно сите луѓе, активисти, невладини организации, да се вклучат, дека сме транспарентни, не сме затворени, не носиме одлуки во затворени врати, него сакаме соработка, не сме, како би кажал, луѓе кои све знаеме. Него имаме потреба или луѓе со гад комплекс кои само тие мислат дека све знаат, него сакаме соработка со сите. Мислам дека од тука всушност ни доаѓаат и главните проблеми, заради тоа што многу пати мислиме дека све знаеме, па не сакаме да прашаме. Па така, или да се консултираме со... Тоа се знае во историјата какви луѓе биле тие кои владееле на таков начин и го имавме таков човек кој видовме колку проблеми ни направи или ни нанесе, но се надевам дека сега го пребродивме нештото, не треба ни да се браниме на она што се случувало, него да ја фатиме и да ја сработиме работата онака како што треба. Бидејќи имаме проблеми, Охрид е убав, но има потреба од примарни работи да се залагаме, да ги решиме, за да стигнеме до повисока и повисока цел. Сега, непосредно пред летната сезона, кога Охрид е центарот не само на Македонија, туку и пошироко. Навистина за Советот има полни раце работа, многу решенја кои што треба да се донесат токму таму, треба да се решенја кои што ќе го подобрат функционирањето на градот во овие 2-3 месеци кои што ни престојат. И така, знаеме дека Охрид и туристичката сезона се сведуваше последните години од 15 јули до 15 август. И тогаш е оне шпицна сезона и од 1 до 3 август нон-стоп имаше постојано има, тоест одредени настани кои привлекуваат голем број на туристи, но целта на оваа структура е зголемување на туристичката сезона или продолжување на туристичката сезона.
Се работат на одредени проекти, нормално како проектот Охрид трча, кој почна со многу малце луѓе, но сега видовте до каде стигнуваат, Охрид трейл, и се надевам дека ќе се организира и Охрид Outdoor Фестивал. Тоа е некаде во септември месец се планира и тоа е за еден тип на настан кој ќе пролонгира или ќе ја продолжува туристичката сезона во самиот град. Така. Како бевте прифатени од вашите колеги, од вашата советничка група, но и од вашата во советничката опозиција? група и опозицијата, јас кажувам, имам добри односи со нив, бев прифатен добро. При самото доаѓање колегите мои, не само како советници, него и професори, имаше изјава добро освежување ќе му биде на советот за самата работа и за продуктивноста која ќе ја имаме, што значи да, солидно сум прифатен во советот. На почетокот овој состав на совет го оценија како прилично слаб. Не знам заради кои параметри, што во едно гостување на веќе сега градоначалникот Константин Георгиевски го демантира и од аспект на советник, значи од таа позиција, така, но и како кандидат за градоначалник. И од одлуките кои се носат. Да, и од одлуките. И тој самиот беше изненаден од тоа што можеби се очекуваше од еден таков состав и од тоа што се сработи после тоа. Значи, веќе се фати некој терк и 27-ма седница, тоа не е така мала бројка. Така и Значи, одлуки кои се донесени се се клучни одлуки за самиот град, што значи и советот има продуктивност. Сме научени, тоа сакаме да гледаме театар, но ви кажав со тој театар ја немате суштинава или делот на продуктивност и одлуки носени кои треба да се носат. Она што треба да се работи во комисиите. Таму се носат. Советот ги гласа и ги дискутира, но она што ќе го сработат и ќе ни го достават нас на одредените комисии ако не членувам, например, во комисијата за животна средина, ќе ми достават она што тие сработиле. Така да го сметам овој совет за продуктивен и ќе продолжиме така да функционираме и ќе дојдеме до одлуки кои ќе се во корист на самиот град. Ние ги следиме сите седници на Советот на општина Охрид. Еден период и ги пренесувавме во живо и сега некојаш линковски правиме преноси кога станува збор за нека... И сега има проект и самата општина веќе од наредната седница, ако не се лажам, барам мислам дека технички веќе е спремно, ќе одат сите седници во наредно, ќе одат во живо на порталот на официјалната страна на општина Охрид. Така да граѓаните ќе можат, значи одблиску да видат што се случува. Иако граѓаните имаат право да учествуваат од отворен тип се, но сепак ретко кој го користи тоа право. Некогаш кога станува збор за точки кои што се од личен интерес доаѓаат и граѓани, но тоа се во исклучителни случаи. А вака ќе можат од дома да ги следат седниците и да видат што работите или што не работите. Нема пред граѓаните, мора да се даде отчет. Па, кажавме дека и ќе бидеме тим кој ќе биде транспарентен за граѓаните и она што ќе го работиме ќе биде предочен, но и навреме стигнато како информација до сите граѓани, без разлика на нивната возраст и начинот на како тие се информираат. Важиме за една транспарентна општина, тоест и тоа беше кажано дека општина Охрид е транспарентна општина и во однос на вие како новинари информациите кои ги барате, дека навреме ви се доставуваат одговорите за сите оние прашања кои ги имате. Така. Овде истече времето за нашиот прв дел од разговорот. Влеговме малку во Советот на општина Охрид, заедно со вас денес, како советник, во првиот ваш работен ден како советник на општина Охрид. Ќе дискутираме уште малку на оваа тема, но и на некои други теми кои што се ваш интерес.
малку рекламистика. Италијански квалитет, разновидни и динамични, внесуваат свежина во просторот. Флорин плочки во Кармен Бау центар ја ослободуваат вашата креативност за да им дадат облик во вашите простории со гаранцијата Made in Florin. Површини со камени плочи од порцелан, дизајнирани да ја завршат секоја домашна средина врз основа на вашиот стил и вашата личност. Кармен Бау центар, улица Железничка број 3, 046 258 285. Викенд акција во Миса Маркети. Битолско млеко со витамини, сет 4 по 1 литар, 189 денари. Банани, 54 денари. Марбо чипс домаќински, 175 грама, 55 денари. Виолета брисач XXL, 99 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети. Најсовремената игротека Вања се наоѓа во склоп на трговскиот центар Кам Вилидж, на површина од 600 метри квадратни, со што го заслужува епитетот најзабавно, најкреативно и најсовремено катче во Охрид. Големи и мали, родители и деца, игротеката Вања располага со летна тераса, забавен парк, катче за друштвени игри, креативни работилници, ланчбар за закуска и пијалок. Во игротеката Вања ги организираме највеселите и незаборавни родендени, целодневен престој за продолжено учење и домашни задачи, друштвени игри, надпревари, настани, супер роденденски прослави, забава, уживање и дружење и многу љубов, топлина и смеа. Игротека Вања. Традиција и квалитет. Преку 50 годишно искуство. Житолеп Охрид. Житолеп Охрид ви нуди широка палета на производи од сопствено производство. Житолеп Охрид. Сечи. Што е многу, многу е. Екстра пилешка салама со потекло од Словенија. Кам, постојано ниски цени. Свежо пиле 1 кг 119 денари. Брашно тип 400 2 кг 42 денари. Цедевита 345 мл 52 денари. Хигиенски влошки 43 денари. Кам, купувај мудро. Уживајте во подготовката на храна и нови искуства во вашата кујна. Овој месец го посветуваме на готвењето со најдобрите понуди од Делимано. Нарачајте го специјалното издание на Нутри Булет со црвена боја по најниска цена досега за само 3690 денари. Или одберете го сетот само остречки ножеви и држач со дури 35% попуст за неверојатни 1890 денари. Само овој месец одлични цени и попусти до 62% на најбараните Делимано производи. Не пропуштајте. Денес ви се одолжи нешто седмицава.
Па не баш многу. Не ви се... Добро, со гостување во Волупа уште како уште една еден како настап плюс. пред јавноста, како Так, уште една седница. Инаку за сите оние гледачи кои што подоцна се вклучија, господинот Ристо Николевски е мој денешен гостин, од денес и нов советник во Советот на општина Охрид. Господин Николевски, зборувавме за се она што е како некој првично искуство и како искуство што го имате од предходниот ваш некаков политички ангажман, како сето тоа започна да се активирате и да запливате во овие политички води. Дали во некој момент се покајавте што влеговте во сето ова, затоа што кога ќе влезете во политиката тешко се излегува. Значи тркалото веќе почнува да се нормално е тоа. тркала Така и... фамилија имам две керки, едната е 9 години, другата е 3 години, сопруга која работи исто така е во образованието или е во Методи Патчев музичкото училиште. И тие си сакаат внимание, но оваа работа и те како те одвлекувала од нив. Те чекаат навечер да се видите, кратко заспиваат, немаш доволно време и тоа те тера, она што го кажавте на почетокот, да се покај зошто си влегол и која е причината. Зошто јас легов тука? Имав и едно излагање такво, резултат од Колчо Рацин. Тоа е како колумна негова, 29-та година пишувана. Резултатот е токму рушењето на овие вакви вредности кои го зафатија ова општество и нормално децата кои треба да бидат иднината и за нивната иднина да се подобри нештото. Така да резултатот е тој. Се почувствувавте во некој момент како повикан? Па нормално, повикан. Самото по себе ви кажав дека имате потреба, доаѓате до тие години, професионално се докажувате, добивате одредена самодоверба која сметате дека треба и како да ја проширите со другите луѓе и како искуство да го споделите со преостанатите. И ви кажав дека тоа е. Ова што ни се случува, овие 27 години независна наша Македонија, вредностите кои се продуцира, ме иритира. Нормално сум и од фамилија која е постојано со образование и сакав да ги променам нештата. Дека и она што кажуваат дека не бива, дека не знаеме да си имаме своја држава, не знаеме да си ги средиме работите, токму тоа сакав да го променам. И она кај постојаното повикување народот е крив, треба секој ден да свати дека тој е народот и треба самиот првин да си се промени, па после да кажува за народот. Или секој ден треба да си ја завршува работата онаму каде што тој припаѓа. Или за она што тој знае да го прави, а не да се плетка во сите работи. Така. Многу често не сме задоволни од нештата кои што се случува, но не преземаме ништо за да ги промениме. Сме само како неми наблюдувачи. Па и овие избори, јас верував дека ќе треба да завршат во првиот круг и дека треба побрзо луѓето да му ја дадат довербата на Константин, сегашниот градоначалник. И тоа ми беше како баш вие што кажувате дека луѓето не се доволно инволвирани во нештото. Кога и да препознаваат она што политичарите го кажуваат и нормално политичарите како и тие на кое ниво се. Ако професорите нивното ниво или нивниот авторитет во општеството се намалува, на политичарите верувајте на многу ниско ниво. Тоа не е случајно никако. Случувањата кои ги имавме, да не зборувам на грешките на претходните политичари. И сега кога зборуваш и му кажуваш на народот, ете и за Аба Семин, му кажувате на луѓето дека ќе се гради, веќе не ве веруваат. Од многу лаги кои му ги
му ги кажале претходните политичари. И тоа треба да се промени првин политичкиот авторитет кај политичарите, дека не се тие лажговците во ова општество, него тие се луѓето изгласани од народот кои треба да му служат на народот и да дојдеме до подобро утре. Еве сега дадена ви е можност, барем да се обидете да промените нешто. Да, дел. Бидејќи сте дел од Советот. Вие сте професор по историја, интересен предмет. Некои од децата го сакаат, некои не го сакаат, бидејќи не е нимало лесен. Многу податоци, многу бројки, многу случувања, многу настани. Ме интересира дали сте од оние кои што ја потврдуваат, ја прифаќаат тезата дека историјата си ја пишуваме онака како што ни одговара, или пак дека историјата е напишана... Или победниците ја пишуваат, тоа е не е џаба кажано, но во одреден случај како е клише. И уште без историја, значи без минато немаме иднина, значи мора да имаме некаква историја, но колку таа историја е наука за сите сфери, за сите науки. И математиката произлегува од некој што го архивирал или го запишал нештото, и развивањето е пак дел истражувањето е на заслуга на историчарите. Историјата кај нас, како и другите предмети, има потреба од промена на наставните планови и програми. Сум член на Асоциација на наставници историја на Македонија, или АНИМ, која е како подчленка на Евроклиото, Европското здружение на наставници по историја. Соработувам со нив, дури бев и на годишна конференција во Хелсингур, во Данска, со нив заедно исто бев и во Ерусалим, во Белград, работев на повеќе проекти, истражување работев, бев координатор на летните школи кои се одржуваат на Балканов, односно Македонија, Албанија, Косово, Црна Гора, Босна и Херцеговина. Соработуваме со ЦДРСЕ, тоа е Центар за демократија и помирување на југоисточна Европа. Историјата, ви кажувам, ја користиме како средство за, и таа е една од главните, како би рекол, мото на нас наставници по историја, дека тоа треба да се промени, дека не е историјата онаа која треба да биде креаторот на конфликт, туку да биде средство за поттикнување на една критичка мисла кај младите или кај учениците, и да се промени дека таа е само воено-политичка историја, дека тоа го прават политичарите, дека тоа се диктатори, Прва, Втора светска војна и така натаму. Све тоа му ствара одредена одбивност кај младите, но и те како треба да ја учат, бидејќи ако 20 век започна како век со многу идеали и со многу верување дека населението тогаш ќе го започне да дојде до одредена еднаквост помеѓу богатите и обичното население, или благородниците и обичното население, се претвори во Age of Catastrophe, или во век катастрофа. Прва светска војна, Втора светска војна, многу војни во него, многу студената војна и така натаму. Па така да најлошото нешто што може да се случи е војна. И треба да го спречиме, и тоа треба да биде една од нашите цели како наставници по историја, да ги подсетуваме за да не ни се случи повторно. Така, да извлекуваме поуки од она што било так негативно во минатото. Сега ме интересира како историчар, како го гледате, како го толкувате овој, да речам, историски момент на промената на името на Република Македонија? Тешка тема. Дали тоа се коси со политичкиот ваш ангажман и определба и со она што вие професионално сте определени и сте го учеле на факултет? Тука
Јас сум сега нормално и замешан во локалната политика, со централната политика сме поврзани. Да би рекол го оправдувам, кој сум јас да го оправдувам, него моето мислење за овие случувања можете да го излечите од претходно она што го кажував, како ја перцепирам јас историјата и како сметам дека треба да биде перцепирана, дека ова одстапка која правиме и ова помирување со Грција е многу поголемо за мене и за Европа, за нас и за Европа, од случувањето, например, во Палестина, на истокот. Многу поклучно прашање за Европа ова што се случи сега со Македонија и со Грција, отколку она што се случува на истокот. Бидејќи, доколку се навратиме на историјата, кога сме биле обединети со Грција, сме биле центарот на светот и најубавиот дел од светот. И тоа не е кратко. Александар Велики, Римската империја, Византија, Османлиско царство. Значи 20 века ние живееме со нив. Овој последен век ние имаме претворено одреден конфликт кој за жал така се отсликува и еден ден и ова историја ќе треба да се пишува, значи овие настани денешни ќе треба да се напишат како историја и некои идни генерации ќе треба се тоа да го учат. Зависи каква конотација на сето тоа ќе се даде во некоја иднина, дали позитивна или негативна. Историјата си има свој суд, но како историчари ние имаме и од претходниот систем кој си беше идеолошки наменет и историјата се предаваше за одредена идеологија да ја величи. Сега историјата нема таква улога и функција во општеството, тоест тоа го премина. Треба само да го презентираш фактот. А она, како ќе си размислува детето и дали тоа ќе го расудува како правилно или неправилно, јас како наставник по историја не смеам да му влијам. Бидејќи тоа многу лесно можам да го правам и ние историчарите сме, наставниците по историја, сме ставени во рамка до каде треба да стигнеме ние со предавањето. Например, 3-та и 4-та година предавате до 2000-та година. И многу лесно можеш, но не смеш нормално да ја мешаш дневната политика. А и како стигнуваш до 2000-та, вам ќе ви е уште потешко, бидејќи сте политички ангажиран, ќе мора да направите јасна Сакам повеќе, ви кажувам сега во моментов да предавам 1-та и 2-та година, кои и педагошки сватив со генерацијата претходно, ако предавам од 1-та до 4-та, некако транспарентноста моја се намалува, доколку сум 4 години, од 1-та до 4-та година, класен, на еден исти клас, и постојано со тие деца не можеш некогаш да останеш имун. Иако се браниш, но не си во целост транспарентен како што си бил во 1-та година. И објективен. И објективен, да. Така. Гледате ли во младите потенцијал од сите аспекти? Дека имаме паметни деца, имаме тоа несомнено. Но дали гледате потенцијал како освестена младина, како младина во која што навистина треба да ја гледаме нашата иднина? Тоа е нормално. Клише е она што го зборуваат дека како што доаѓа генерациите се полоши и полоши се тоа го кажуваат, дека ова компјутерите дека ги расипуваат децата, дека немаат социјализација, дека немаат живот, дека му се досадни игрите. Според мене тоа е напротив. Сметам дека и како правилното користење, нормално со контрола од своите родители, правилното користење на техниката и на средствата за социјална дружба се многу позитивни. Посебно во развој на јазиците. Англискиот јазик, сега знаете дека децата немаат никаков проблем. Така. Имате ли повисоки политички амбиции, освен советничката функција, затоа што ваши колеги, претходници, вашата колешка Жаклина Лазареска веќе во пратеничките клупи.
така да можете и повисоко да котирате. Имате ли Добро, такви амбиции или тоа сплет на околности? Да, сплет на околности текот на времето ќе се покаже и јас мислам дека сега треба да прво да го покажам она што го знам во Советов и дека ако добро функционирам, дека нормално е да ми се развива политичката кариера, ако, како што кажавте, зафала пријатно хонорар. И тоа нема да се развива, ќе се заврши. Како се релаксирате? Па, спортувам, планина љубам, редовно одам, сега има печурки, вргаин собирам, лисичарки собирам. Спортувам 4 пати неделата, иако сега во овај месец и половина, кога беше кампањата, нема време за тоа. Вторник, петок и недела играм баскет или кошарка со другари кои тие играат можеби 20 години заедно, на иста дружба. Значи тимски играч сте? Да. Фудбал играм во сабота со колегите од работа. Тоа е релаксација. Сега ќе треба да најдете време, ме подсети колегата, има тими од советниците кои што играат фудбал, па и тука да се вклучите. Треба да го направиме, ама нема толку денови, ми се чини, во неделата. Ќе измислиме уште еден. Да. Ви благодарам за учеството во Лупа, ви посакувам. Ви благодарам и вас на поканата. Плодна советничка кариера, па да се развива и понатаму. Сигурна сум дека нема да сте од оние советници кои што креват само ливче за и против. Може би толку добри ке се одлуките дека јас нема да имам што да дискутирам. Дај Боже, така ајде нека биде и така, да. Но не верувам дека ќе толку розево, да бидеме малку и реални. Да. И ете, значи, како што рековте, Советот доби едно освежување, па ќе пратиме вашата кариера. Благодарам уште еднаш. Благодарам. Прва категорија.